работа ја работиш со многу труд, љубов и посветеност, резултатите од истата се неминовни и очигледни. Многу задоволни пациенти, многу совршено хармонични насмевки кои што излекуваат од неговата ординација се доволен доказ дека доктор Кристијан Ристовски својата работа ја работи повеќе од одлично. Многу ми е чест и многу ми е драго што денеска сме гости во неговата ординација овде во Скопско-Бардовци, каде што тој и неговиот тим не пречека со многу љубов и посветеност, сушност каква што и нивната ординација. Доктор Кристијан, ти благодарам најпрво за гостопримството, а потоа и што прифати за ова интервју. Ви благодарам и на вас на посетата и навистина ми е чест да денеска ми бидете гости во мојата ординација, каде што според вашата најава, фала ви многу, си ја вршам работата секој ден. Уште поголема чест ми е што оваа емисија ќе оди како една меѓу првите емисии од најновата трета сезона од мојата авторска емисија од своја страна на телевизија Сонце, па тоа ми е еден дополнителен мотив да представиме вака една инспиративна приказна од млад човек кој што си ја работи работата и е доста успешен во својата професија. Честа е моја. Така, да почнеме првично пред да ја начнеме онаа тема која што денес ќе ни биде приказна на ова интервју. Јас би сакала да ве прашам вас, еве вака од аспект на еден млад стоматолог, што е клучно за еден добар стоматолог денес во 21 век, кога имаме многу барања, кога општеството налага многу стандарди за убавина? Клучно за добар стоматолог, па би рекол најпрвин, како и за сите други работи, како и за сите други полиња во животот, клучната работа за успех е навистина да го сакате тоа што го работите. Ако го сакате тоа што го работите, верувајте ми, нема ниту еден ден да отидете на работа. Ќе отидете само на место каде што вие уживате и каде што правите да се чувствувате добро вие, вашиот тим и сите оние кои што во мојот случај пациенти ќе влезат низ мојата врата, убаво се чувствуваат. Би рекол тоа дека е така заради позитивната енергија која што владее во местото, која што моментално дава некое чувство на поголема хармонија во самата ординација и со тоа чувство на доверба дека постигнатите резултати ќе бидат повеќе од задоволителни. Задоволителни и за пациентот и за мене многу поважно задоволителни кон мене. На мене да ме видат убави работите што сум ги сработил, затоа што ги гледам и тие некои ситници кои што би можел да ги види само еден доктор. Така, тоа е тоа. Јас би сакала да ја почнеме темата која што ја избрав за денес. Станува збор за една модерна тема која што е доста актуелна, како што кажавме, во едно модерно време каде што општеството нели секојдневно ни налага нови стандарди за убавина. Естетската стоматологија како гранка на самата стоматологија, ајде повеќе вака од аспект на на професионалец, на стручен од таа тема, што представува естетската стоматологија денес, кои естетски зафати се најчесто барани денес и каков е соодносот со претходните години? Дали се подобрува нешто во однос на оваа гранка, односно дали имаме повеќе побарувачка во однос на естетските зафати? Така, естетската стоматологија накратко представува постигнување на совршенство. Совршенство и за очите, но совршенство и за организамот. Во естетската стоматологија, нашата прва цел е да постигнеме совршена насмевка со совршени контури, без притоа ние да ја загрозиме функцијата на забите, односно мастикаторната функција, тоа е функцијата на жвакање, а исто така и фонетската функција, функцијата на изговарање на некои гласови. Во однос на тоа што се бара во денеска, што се бара во естетската стоматологија, тоа најчесто се поврзува со протетиката, со имплантологијата, со избелувањето на забите за неколку нијанси, тоа во зависност со какво избелување, а исто така денеска постои тренди на зголемување на устните и изменување на некои фацијални карактеристики, но тоа е веќе специјалистичка гранка и би инсистирал за тоа после посетата на стоматологот и консултацијата со стоматологот за естетската надоградба која што вие сте намислиле да ја ставите во вашата уста, да истиот општ стоматолог ве препрати кај соодветен специјалист за таа област. Така сите ќе поминеме подобро. Така, тука ќе ми се наметне прашањето дали е потребно, можеби еве конкретен пример, сакам да си ги надополнам устните, сега карикирам и јас морам да дојдам кај мојот стоматолог да се консултирам со него за потоа да отидам и да ми стават филери. Дали е потребна таа координација помеѓу различните специјализанти, доктори? Прва работа
Јас би рекол дека вие воопшто не треба да ги надополнувате устните, затоа што имате една навистина прекрасна уста и една навистина прекрасна насмевка. Значи пак мора да каже стоматологот Да, мислење. тоа е професионална Така, деформација. така. Јас би ви рекол дека би ја сочувал вашата насмевка таква каква што е сега на вашето лице, затоа што било што друго нема да одговара така како што мислите. А доколку сакате да ставите филери, после консултацијата со стоматологот, општиот стоматолог, тоест јас, кој што ќе ви го види целото лице, пропорциите на лицето, поставеноста на елементите, на лицевите елементи, ќе ви каже колку и како би ви одговарало и дали воопшто би ви одговарало да вие ставите филери и доколку тој стоматолог има тој курс за филери, или доколку знае колега кој што работи со истите, би ве препорачал кај него или он би аплицирал. Се консултираат ли со вас пациентите за тоа? Да, се консултира, доаѓаат пациенти за филери, имаме аплицирано на неколку пациенти со задоволителни резултати, повеќе од задоволителни резултати. Така и сега од страна на естетските зафати, што најчесто во вашата ординација се бара и што нели најчесто вие нудите како ординација? Најчесто во нашата ординација, најчесто би можел да кажам дека се фиксните протетски надоместоци, односно коронки, соло коронки и мостови. Сега, доколку сакате на вистина естетика, непогрешлива естетика и безпрекорна естетика на зъбите, јас на таквите пациенти ми ја препорачувам таа така наречена холивудска насмевка. Односно насмевка во која што ние ставаме безметални цирконија зъби. Од цирконија и порцелан и тоа изгледа неверојатно природно. Ги елиминира сите деформитети на зъбите, сите дисколорации на зъбите. Во тие коронки не се содржи метална основа, односно метален скелет, што значи дека се елиминира и оној ризик да кроз години се појави метален рам на коронките. Така да, доколку сакате на вистина естетска насмевка, без при тоа да ја загрозиме функцијата, би ви препорачал само цирконија зъби. Така, колку е долг тој процес додека нели се види пациентот, што треба кај пациентот? Потребно ли е чекање? Има ли некое одредено време за да се постигне таа холивудска насмевка? За да се постигне таа холивудска насмевка, ние имаме развиено протокол за таа насмевка. Прво и основно нешто што се бара од пациентот е да донесе панорамска рентген снимка. Така. Со таа панорамска рентген снимка ние можеме да го утврдиме целото радикуларно, односно коренско здравје и целото коронарно здравје на зъбите, пародонталното здравје на зъбите, дали имаме доволен пародонциум, дали имаме некое пародонтално заболување, пародонтопатија и доколку има колкава е таа пародонтопатија. И после тоа пациентот доаѓа со рентген снимката на неговата прва посета. На првата посета ние се консултираме што пациентот сака да постигне од неговата насмевка, како ние тоа можеме да го изведеме и земаме студио модели. Земаме отпечатоци од зъбите, какви му се сега, го сликаме за пред, правиме препарација, нормално се тоа се случува под дејство на анестезија, пациентот не чувствува било каква болка, никаква болка значи нема, земаме отисок и го праќаме во техника. После неколку дена, во зависност 2 до 3 дена, се прави проба на скелетот во устата и после 5 дена имаме цементирање на сосема нови прекрасни навидум природни зъби во устата на пациентот, со кои што пациентот ќе се чувствува многу подобро и психички, неговата самодоверба Тоа ќе ве прашам, значи ли поголема самодоверба, поубава Каде значи поголема самодоверба? Со тоа ние елиминираме некој недостаток за кој што пациентот е свесен дека го имал и сега веќе го нема. Кога вие ќе сватите дека веќе сте се ослободили од тој недостаток кој што на пример ви биле зъбите, така. Едноставно зрачите со самодоверба, гордо се смеете и тоа секако си има влијание на вашиот приватен и деловен живот понатаму. Така. Ја чувствувате ли таа благодарност од страна на пациентите кога ќе се погледнат во огледало, видно се изненадени од нивниот нов изглед?
Тоа ти го рече сега Какви се реакциите? најубавиот дел од стоматологијата, односно од естетската стоматологија е цементирањето на зъбите. Кога ќе ги зацементираме зъбите на пациентите, кога ќе дојдат, кога ќе се погледнат прв пат како целина во тоа огледало, затоа што ние инсистираме да се они видат како целина, не само устата и лицето, тоа се такви вчудо невидени реакции. Они просто од самото цементирање почињаат да здрачат. Почиња вие пред ваши очи гледате како видно им се менува животот. И видно им се покачува самодовербата нормално. Оди ли стоматологот кај друг стоматолог? Да, и тоа со страв. Со страв? Со страв. Со малку трев. Не сум била само ја со страв. Ова утеха ми дојде. и ние стоматолозите имаме страв, па посебно од стоматолози, барем јас, тоа е индивидуално. Стравот е нормален кај стоматологот, е умешноста кај добриот стоматолог, а посебно кај добриот детски стоматолог е тоа што стоматологот на пациентот може да му даде чувство на доверба, со тоа да му се намали чувството на страв, чувство на сигурност и што е најбитно се луѓето, а најчесто децата се плашат од непознатото. Тие најголем страв не им е машината, туку не им е познато тоа што ќе им се случува. Има студија за тоа каде што забележано е дека децата секогаш сакаат да ги гледаат истите цртани филмови. Тоа е затоа што им е страв од непознатото. И кога на едно детенце или на еден човек внимателно, полека, трпеливо ќе му објасните се што ќе се случува, успехот на сработената работа енормно се зголемува. Невидено се зголемува. Покрај желбата за оваа професија, што би било пресудно според вас за еден млад човек да запише стоматологија денес? Јас се заљубив во стоматологијата од многу малку. Многу малку, дури во градина. Знаевте дека ќе бидете еден ден стоматолог? Точно знаев и единствена амбиција ми беше да бидам стоматолог. Дури сега учителките кои што ми беа во градинка ми се пациентки сега тука. И... Ви кажав дека ќе бидам, така им ви тоа е секој реакција. Јас ви кажав дека ќе бидам. И уште од тие денови кога некој ќе се влюби во стоматологијата, кога ќе свати колку устата, зъбите, лицето и целиот процес на жвакање, на говорење и се што се случува таму е многу комплексно, а една сепак цела многу комплексна наука, јас би рекла. Не може комплексна секој наука поврзана со општата медицина во секој дел и една убава наука која што фасцинантна наука би рекол, која што секој ден иде напред и напред технологија. Да, тоа ќе ве прашав дали посетувате можеби некои конференции, некои семинари, дали се надоградувате сега професионално? Секогаш професионалната надоградба е една од клучните работи во стоматологијата. Стоматологот, докторот, а и човекот учи додека е жив. Секој ден излегуваат нови технологии. Меѓу првите прашања кои што ми ги поставиш пред денеска на интервјуто беше дали стоматологот оди напред. Стоматологот, стоматологијата, забната техника одат секогаш напред. Секогаш има нови материјали, нови техники. Устата е едно место каде што и милимикрон може да значи премногу. Ама работата е да се најде тој милимикрон и да се отстрани или таму да се надогради нешто. Так, професионалците секогаш се надоградуваат? Секогаш. Јас би рекол разликата помеѓу добар и одличен доктор е тоа што добриот доктор мисли дека знае, а одличниот доктор на време сватил дека не знае ништо. И секогаш е таа потрага по науката и по вистината по нешто понатаму. Така, и сега вашата приказна покрај ова што го работите сето, има една друга страна, таа е хуманата страна, за која што јавноста е повеќе запознаена, нели? Веќе скоро сите знаеме дека доктор Кристијан е стоматологот кој што дава бесплатна стоматолошка услуга на дечиња со Даунов синдром и на впрочем на сите лица со попреченост кои што доаѓаат овде во вашата ординација. Во еден наврат ќе кажете дека тоа е еден ваш завет. Па ајде малку повеќе за тоа мене ме заинтегрира. Па, ние кога ќе завршиме стоматолошкиот факултет, ја полагаме Хипократовата заклетва, каде што ние се клонеме пред Хипократ. И кај вас се полага тоа? Да, се полага. Не сум знаела за тоа. Затоа сме доктори ние по стоматологија. Так. И се полага Хипократовата заклетва, каде што се заколнуваме пред Хипократ дека ќе помагаме на сите луѓе, без разлика ако јас можам да помогнам дека ќе помогнам.
Јас сериозно си го сватив тоа. И сватив дека на некои луѓе им е навистина голема потребата од помош, дека тие не се доволно, не може доволно да ги разберат другите луѓе, не може да така успешно да го излечат доколку самиот пристап не е малце поразличен, односно индивидуално е пристапот со секој нов пациент. За да се работи со лица со посебни потреби, самиот назив налага, тој има посебна потреба од нешто. Ниедно лице со посебни потреби, без разлика дали е тоа Даунов синдром, дали е некој од аутистичен спектар, дали е церебрална парализа или било што друго, не е исто со ниеден друг пациент. Затоа во нашава ординација ние развивме една работа што се вика индивидуален тераписки протокол. Индивидуалниот тераписки протокол, како што самото име кажува, е индивидуален протокол за сите. Самиот процес почнува уште пред приемот на пациентот во ординацијата со анамнеза по телефон, односно со прашување на циљани прашања на телефон, за да дојдеме до една генерална слика на пациентот кој што ќе влезе во нашата ординација. А после тоа, со многу подолго време ни треба за терапија на тие лица. Прво се запознаваме, се зближуваме, ја добиваме нивната доверба, за на крај тие дури и да лажат дома дека ги болат зъби за да дојдат на стоматолог да се види. Целиот третман за нив е бесплатен? За лицата со Даунов синдром, да, е бесплатен, а за другите секако си е по цените на фондот. Така, цените на фондот. Ја чувствуваат ли тие лица љубовта која што им ја давате како доктор и знаат ли да возвратат? Затоа што токму тие лица немаат почувствувано толкова љубов од доктори и од било кои други луѓе. Така, може би се гледани поразлично. За жал секогаш, на така. улица или во јавноста, тие многу повеќе ја чувствуваат грижата која што вие ќе им ја пружите. И со тоа се многу поблагодарни, многу подобро реагираат на пружената помош. Тоа е една од работите зошто мене ми е задоволство да работам со тие лица и да им помогнам, затоа што навистина тоа се лица кои што навистина им треба помош. При самиот крај на нашиот разговор би сакала да прашам кој е доктор Кристијан приватно, што го интересира освен стоматологијата, кој е вашето хоби? Моето хоби, доктор Кристијан приватно, кој па не знам како би се опишал, јас сум доктор Кристијан. По тоа што јас ве следам, мислам дека сте еден сестран човек кој што обожава природа. Обожавам да се дружи природа, со луѓе. обожавам планинарење, обожавам велосипедизам, прошетки во природа, качување на нови врвови. И сум многу дружелюбив човек. Никогаш не сум затворен сам. Секогаш сум во друштво, секогаш некаде. А ја носите ли работата дома? Да, стоматологијата не е работа. Стоматологијата е начин на живот и таа не завршува во 6 часот попладне. Таа оди дома со тебе до наредниот ден. И така цел живот. Доктор Кристијан, ќе ви честитам за се досега што сте постигнале, за сиот овој успех. Важите за еден исклучително млад и успешен човек кај нас и редок пример за тоа како треба да се успее по патот кој што сме си го замислиле уште како млади. Ќе ви посакам уште многу задоволни пациенти, многу хармонични холивудски насмевки да излегуваат од вратите на оваа ваша ординација. Ќе ви честитам за хуманата работа која што ја вршите со многу љубов. Ќе ви посакам да продолжите по тој пат, да радувате уште многу такви дечиња и да се видиме повторно на уште многу нови наши дружби. И благодарам, Вики, јас се надевам, не се надевам, него мојот завет за хуманост ќе трае додека трае мојата ординација и мојот живот, а секогаш ќе се надградуваме и секогаш ќе гледаме да направиме поубаво и поубаво се додека не стасаме до совршенството. Затоа велиме се стремиме кон совршенството и го разубавуваме светот насмевка по насмевка. Така. Затоа е стоматологијата. Ви благодарам уште еднаш на посетата и се гледаме повторно. Се гледаме, благодарам и јас. За љубовта кон работата, за естетската стоматологија и за хуманата страна од неговата приказна. Денес разговарам со доктор Кристијан Ристовски. Ова беше уште едно издание од емисијата од своја страна од третата сезона. Овде ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вашето внимание и ќе посакам благодарност до бутик Мај Мода, кои што се тука секогаш за мене да ме облечат најубаво и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ние се гледаме наредната среда во истиот термин. До тогаш ќе ве поздравам.